Германската канцеларка Ангела Меркел го повика на средба Метју Нимиц 2 недели откако тој соопшти дека нема напредок во разговорите. Што значи тоа и дали може да се очекува интензивирање на разговорите? Во наредните недели не би знаел да ви кажам точно дали може да се направи некако динамизирање, бидејќи тоа зависи само од волјата на Атина. Ние го имаме кажано тоа во повеќе наврати, ние сме достапни константно на секој ниво за интензивен диалог. Тоа што медијаторот има можност да ги брифира и клучните земји во Европската Унија, бидејќи де факто не би можело да се донесе клучна одлука во рамки на Европската Унија без за тоа да има германска поддршка, е во наш прилог. Мислам дека е во прилог исто така и во зголемување на некој начин на можностите за комуникација помеѓу двете земји. Ја презема ли Германија палката за разрешување на спорот? Не би можел да извлечам таков заклучок, бидејќи Германија во секој случај би сакала да биде информирана за текот и за можностите. Дали би одлучила да превземе палка или не, веројатно резултат на проценката дали е тоа решливо или не. Во средбата на Меркел со Нимиц единствено беше лиферувано дека спорот зимето е надменлив доколку постои соодветна политичка волја и од Скопје и од Атина. Како ја толкувате оваа порака? Што се однесува до Скопје, можам најотворено да потврдам дека постои политичка волја и таа политичка волја ја изразуваме преку нашиот конструктивен пристап и преку повиците за интензивирање и за подигнување на нивото на диалог. Ваковата констатација можам да ја насочам единствено кон другиот партнер кој нема особена волја за динамизирање на комуникацијата, има уште помала волја за подигнување на нивото и имање на некој начин на политичка порака дека навистина сакаат да го надминат овој спор. Изразевте очекување дека Бугарија нема да не блокира на самитот во декември, но ставот на бугарскиот министер е дека без договор за добрососедство Македонија не може да очекува членство во Европската Унија. Изјавите кои јавно ги дадоа и представници на бугарската опозиција и представници на бугарската владеачка коалиција во последниот период беше дека не е бугарски интерес Бугарија да биде таа која ја блокира Македонија на патот на евроатлантските интеграции. Од друга страна, договорот беше поднесен уште минатиот декември како предуслов за бугарска поддршка за отпочнување на преговорите. Сметам дека после серија на разговори климата во однос на Македонија постои чувство дека не би сакале Бугарија да биде пречка за македонските евроинтеграцијски процеси, но од друга страна чувствуваат потреба дека позицијата на Бугарија во ЕУ и во НАТО треба да биде определен инструмент за остварување на некои очекувања во однос на билатералните односи помеѓу нашите две земји. Тоа што го изнесовме ние е дека сакаме да имаме конструктивен и пријателски однос, можеме да разговараме по однос на секоја тема, тоа треба да се базира на меѓусебно почитување на чувствата и дека било кој договор кој би го постигнале би требало да води сметка за чувствата на граѓаните од двете страни на границата. Како до декември може да се направи баланс или да се најде средината меѓу бугарските очекувања и македонските очекувања? Се надевам дека ќе го искористиме овој период отворено да разговараме за сите проблематични аспекти врз основа на аргументи, да се обидеме да најдеме решенија со кои сите би се чувствувале комотно. И тоа би било на некој начин и услов Бугарија да избегне она што самите го рекоа дека не би го посакувале, да станат пречка на патот на интегрирање на Македонија кон Европската Унија. Известувачот за Македонија Ричард Ховит изјави дека знаете кои се земјите кои сметаат дека Македонија не ги исполнува доволно критериумите за членство. Кои се тие и имате ли стратегија како тие да се разубедат од тоа до декември? Во однос на исполнување на критериумите за почеток на преговорите со Европската Унија се исполнети веќе 5-та година и тоа го констатира најмеродавниот орган на Европската Унија, тоа е Европската комисија. Без никаква дилема околу потребата за почеток на преговори. Она на што Ховит особено се осврна е барањето на некаков изговор како да се каже дека не е уцената за името причината за почеток на преговорите, туку постојано ќе се изнајде некоја пречка дека недоволно било постигнато во овој или во оној сегмент. Факт е дека Република Македонија сите критериуми потребни за почетокот на преговори ги има исполнето
И факт е дека не смееме да дозволиме да се дефокусираме и да дозволиме, например, на Грција или во определена мерка на некоја друга земја членка која би сакала да се солидаризира, да го користат претекстот од потреба од дополнително реформирање за непочнување на преговорите. Доколку Македонија повторно не добие датум за преговори во декември, може ли да се очекува ревидирање на надворешната политика? Не би очекувал такво нешто. Наша стратешка определба е да бидеме земја членка на НАТО и на Европската Унија. На тоа ќе работиме, упорни ќе бидеме и ќе го оствариме. Дали тоа значи прифаќање на статус кво ситуацијата во евроинтегрирањето? Не би рекол дека има статус кво, бидејќи и во услови на блокада од страна на Република Грција, 5 години ние се повеќе и повеќе ги исполнуваме критериумите. Односно, од 2009 година, кога првпат Грција не блокираше за почеток на преговорите со Европската Унија, имавме позитивна препорака за почеток на преговорите, до 2013, односно оваа последна препорака, факт е дека во сите полиња имаме остварено напредок.